Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Државната комисија за спречување на корупцијата Адем Чучул. Седнавте на фотелјата непосредно по извештајот на Европската комисија, која што нотираше нарушен кредибилитет на институцијата по апсењето на екс-председателката Татјана Димитриевска, како да се врати интегритетот. Прашањето за интегритетот е прашање на личен интегритет на било кој носител на јавна функција. Дефинитивно тоа што се случи со поранешната председателка остави трага во одреден период на работата на комисијата и нормално врз оценката во европскиот извештај, но ќе напоменам дека многу е значајно тоа што комисијата успеа да се издигне и покрај тоа што немаше неколку месеци председател, продолжи тековно да работи и да ги извршува своите законски надлежности. Сега сме целосно екипирани, значи со изборот на новиот председател, односно мојот избор, сметам дека како комплетен состав, имајќи во предвид дека доаѓам од позиција генерален секретар, сум запознат со сите тековни активности на комисијата и ќе успееме да ги испорачаме обврските што од нас ги очекува јавноста, а особено значајно да ги поправиме оценките, односно забелешките од извештајот на Европската комисија. Во извештајот на Европската комисија, како што рековте и вие, се бара и да се зголеми ефикасноста во проверката на анкетните листови кои што ги доставуваат самите функционери. Моето прашање е дали воопшто проверувате како институција што пријавуваат функционерите во анкетните листови? Да, важна надлежност е следењето на имотната состојба и интересите. Како што знаете, Државната комисија е надлежна да евидентира и следи имотната состојба и интересите. Со новото софтверско решение, сите изјави за имотна состојба и интереси, функционерите ги поднесуваат во електронска форма, при што се должни да достават и печатена копија од тоа што го пријавиле во електронскиот образец. Надлежноста за проверка на имотна состојба исто така е наша. Пред се сме обврзани, односно должни да извршиме верификација на тоа што е пријавено, дали е вистина и доколку утврдиме евентуално несразмерно зголемување, да испитаме имотната состојба на лицето, односно како тоа зголемување, како дошло, дали имало лицето средства да се стекне со таков имот. Во однос на опсегот, односно проверката, морам да напоменам дека поради ограничените кадровски капацитети и недоволно развиеното софтверско решение не сме во можност да ги проверуваме сите изјави. Најважно од све се врши проверка дали некое лице поднело и дали поднело во рок, зашто следува прекршочна санкција, а во однос на проверка на вистинитоста дел сме поврзани со бази на податоци, а дел на податоци се уште прибавуваме во хартиена форма. Имаме неколку основи за проверка по оформен предмет по сопствена иницијатива, по пријава од граѓани и најважно од се носиме годишен план за проверка на имотна состојба и интереси согласно членот 19 врз основа на проценка на ризици од корупција во одредени области, но ќе напоменам дека сепак сме ограничени во бројот на изјави кои имаме можност да ги провериме. И во моето интервју напоменав дека една од клучните надлежности е оваа надлежност за проверка на имотната состојба и ќе се залагаме во наредниот период, бидејќи и забелешка во европскиот извештај и препорака на Греко да го прошириме опсегот на лица кои ќе бидат предмет на проверка, да покажеме позначајни резултати, а со надградба на софтверско решение се повеќе ќе одиме кон дигитализација и автоматизирана проверка во наредни години, бидејќи согласно со ИПА проектот работиме на надградба на софтверското решение, кога ќе се преземат податоците во електронска форма, ќе биде тој опсег доста поголем. А во изминатиот период антикорупцијска има изречено прекршочни казни, меѓутоа и поднесено извршни решенија до УЈП за поранешни актуелни пратеници кои што не пријавиле со каков имот располагаат. Такви се поранешниот пратеник актуелен министер за транспорт Александар Николовски, екс-пратеникот од СДСМ Мартин Костовски, тука се актуелните пратенички Сонја Мираковска, Рашила Мизрахи, кои што исто така се дадени на присилна наплата. Прашањето ми е зошто не се иницира промена на законското решение со оглед на тоа што дека и по изрекувањето на казните вие како институција немате механизам
да ги принудите функционерите да поднесат анкетен лист? Добра ви е забелешката. Јас долги години работев на таа проблематика како дел од секретаријатот на следење на имотната состојба и сум активен учесник во последната работна група за изготвување измени на нашиот закон. Во таа насока беа и препораките на ГРЕКО дека режимот на санкционирање е лабав, слаб да речам. Предложени се законски измени во насока на зајакнување на таа надлежност. И најважно од се, потребна е измена на материјалните закони. Еве, например, законот за судови содржи одредба каде што судскиот совет може да оцени како една од основи за можно дисциплинска одговорност, односно можеби и разрешување, е свесно, односно непријавување на имотната состојба. Ние имаме во минатото детектирано неколку случаи каде што и по неколку прекршочни санкции и промена на неколку мандати истото лице продолжува да не ја пријавува имотната состојба. Има компаративно, ако ги следите законите, постои кривично дело свесно намерно прикривање на имот. Значи, може да се посомневате дека одредено лице свесно го прикрива имотот, спремно е да ја плати глобата која е релативно ниска, значи глобата е од 300 до 500 евра, ако се плати во рок од 8 дена се плаќа половина од глобата, така да со новиот закон и со иницирање на дополнителни механизми за проверка на имотната состојба и покрај тоа што лицето не пријавило имот, ние можеме да оформиме предмет да провериме дали нешто лицето крие, дали има имот кој сака да го сокрие. Така да се надеваме дека законот ќе биде усвоен, во него се предвидени одредени зајакнување на тој механизам. Кој конкретно? Значи, беше предложено доколку лицето по плаќање на глобата ДКСК да го повика во одреден рок повторно да го повика да поднесе изјава, доколку поднесе, односно доколку поднесе во ред, доколку не поднесе да повторно прекршочна санкција да може да му изрече, а исто така имаме механизам да го известиме органот кој што го избрал, односно именувал лицето, дека лицето одбива да исполни должност. Најголем проблем и со сегашното решение и во иднина ќе биде со лицата што се избрани на непосредни избори. Таму немате орган кој ги избира и ги именува за да го известите пратениците и членовите на советите и градоначелниците. Председателе, како се работат предметите во антикорупцијска според времето кој што пристигнуваат па се отвора, нели предмет веднаш се работат или по да кажеме големината и тежината ако тие предмети се однесуваат на високопрофилни случаи функционери? Вака, ние по неколку основи оформуваме предмети и по, еве да ги класифицирам, три надлежности по кои оформуваме предмети. Тоа се следење на имотна состојба, судир на интереси и предмети со наводи за наводи за корупција. Сите предмети, значи електронски се распределуваат согласно деловникот на членови за комисија кои сте известители, и истите понатаму од кога се прибира документацијата се дискутираат на колегиуми и се носи на крајот јавна одлука на јавна седница која се објавува јавно. Имаме огромен број пријави што укажува сепак на некој степен на голема доверба кон комисијата како независен орган и во минатото и се продолжува да пристигаат пријави, но согласно деловникот за работа ние сме обврзани да постапуваме по сите пријави. Можеби на крај на пријавата на постапувањето ќе произлезе дека судно било постапувањето на комисијата, се работи за надлежност на друг орган да го препратиме, но постапуваме по сите. Деловникот не дава моментално за приоритизација на проблемите, но сепак комисијата доколку оцени дека одреден предмет е од исклучителна важност за јавноста, му се дава приоритет. Имаме намера да извршиме одредени корекции, подобрување на деловникот за работа со цел да се приоритизираат предметите, односно предметите за кои во старт се оценува дека немаат доволно елементи да може да се веднаш да се отфрлаат. Еве еден таков пример кој што беше од висок интерес на јавноста, како предмет антикорупцијска го оформи во февруари 2023 година. Тоа е за купувањето на куќата од Арбен, купувањето на куќата на Арбен Таравари од
пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, вие оформивте предмет како што кажав, меѓутоа се уште нема одлука од страна на антикорупцијска. Зошто? За тој предмет, колку што сум информиран, беше оформен, а истовремено имаше или дополнително се оформи предмет за проверка на имотна состојба на Арбен Тарафари, значи за целокупната имотна состојба во однос на пријавеното во неговиот анкетен лист. Двата предмети, бидејќи во двата случаи се прибавува идентична документација, се споени во еден предмет, прибавена е документацијата, но се уште не е донесена одлука. Верувам во нареден период ќе имаме одлука за тоа. Имате временски рок за колку време треба да донесете одлука, бидејќи се поминати скоро 2 години, повеќе од 2 години. Законот така како што предвидува по секој предмет ние треба да донесеме одлука во рок од 6 дена, но и во тој дел се детектира дека е невозможно во голем број предмети да се прибере документација, а камоли да се утврди фактичка состојба, и во тој дел имаме предложено измени на законското решение, се да речам се делат предмети, дека кои предмети, да речем судир на интереси, пократок ќе биде рокот, кај предметите со наводи за корупција ќе има различни предмети, посложени предмети до 90 дена, поедноставни предмети до 6 дена. Така да законското решение е такво какво што е, но практиката покажува дека во сите случаи невозможно, имајќи во предмет и обемот на предметите, нашите капацитети како институција и начинот на прибавување на документација од другите надлежни органи. За кои актуелни функционери антикорупцијска во тековната 2025 година има отворено предмети по сопствена иницијатива? Вака сега, јас сум недела дена на позицијата претседател на комисијата, можам да кажам дека вчера отворивме предмет во врска со информациите во јавноста за директорот на службата за општи заеднички работи, односно дека наводно фирма на негово блиско лице има го добиено голем број на предмети. Вчера комисијата имаше колегиум, донесовме одлука за отварање на предметот. Предходната недела исто така имавме пријава од политичката партија Социјалдемократски сојуз во однос на наводите дека одредена фирма добила неколку тендери, а фирмата е ново основана и има малку број на вработени. Тоа е во генералниот секретаријат на владата. Неколку институции, мислам дека се 3 тендери, не ме држете за збор. Добро е, конкретно во однос на овие два случаи кои што ги отвори опозицијската партија СДСМ, велите дека и за двата веќе е оформен предмет. Може ли да ни кажете во која насока сега ДКСК ќе постапува и од каде се ќе бара документација? Во однос на првиот предмет, колку што имам информација, се спорат самите тендери и ќе се бара комплетна документација да се видат од институциите кои ги објавиле огласите, односно ги спровеле постапките, документација по однос на самите јавни набавки. Комплетна документација за да се анализира и да евентуално се детектираат неправилности во самите постапки. Тоа е кога говориме за Digital One. За првиот предмет по пријава на Социјалдемократскиот сојуз. Во однос на предметот за 160 тендери дека добила фирма блиска на, односно на наводно блиско лице на директорот на СОЗР, предметот е оформен од аспект на потенцијален судир на интереси. Како е веќе докажувате дали има или нема судир на интереси? Тој предмет се уште не е распределен за член на комисијата за работа, бидејќи на вчерашна седница ќе оцени самиот член, а нормално во комуникација со сите членови на комисијата, што треба да прибавиме, да речеме историјатот на фирмата, дали е вистина дека била порано на родител на директорот, кога е продадена, на кое лице е продадена. Значи, многу елементи треба да се проверат за да ние утврдиме дали вистина има судир на интереси кај директорот и дали евентуално има влијание во донесување на одлуките за јавни набавки. За еден ваков сличен случај пишувавме и ние како медиум, конкретно за директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, дека има доделено тендер во службата
на компанијата Праеторијан, која што во ек на постапката има отворено подружница. Антикорупцијска во ноември донесе одлука дека не постои конфликт на интереси. На кој начин е утврдено тоа, ако може да објасниме за јавноста, и дали се исцрпени сите механизми за да се утврди потенцијален конфликт на интереси? И јас го знам тој случај од причина што не бев дел од комисијата и не учествував нормално во донесување на одлуката, но као генерален секретар сум присутен на колегиумите и на седниците и начелно и самата одлука ја имам прочитано. Утврдената фактичка состојба, дали е блиско лице или не, односно дали има приватен интерес, ја утврдуваме врз основа на расположлива документација. ДКСК не е истражен орган и ние врз основа на документи прибрани од надлежни институции и во крајна линија од добиена изјава од лицето за кое се однесува предметот. Во конкретниот случај беше изјава заверена на нотара во која лицето тврди дека, односно изјавува, дека лицето кое се поменува не му е блиско лице. Од тие причини беше затворен предметот. Дали со само таква една изјава треба да се затвори предмет? Вака сега, кога се работи за лице кое е роднина, ако е роднина, има механизми ДКСК да испита преку управа за матични книги и други сознанија. Кога се работи за приватен интерес, односно лице кое не е во роднински односи, ДКСК не е истражен орган, нема таков механизам како да го испита. Изјавата на лицето, дадена на нотар согласно законските прописи во Република Северна Македонија, е јавна исправа и служи како доказ. За неточно дадена изјава, односно лажна исправа, постои кривична одговорност. Ние немаме, ќе напоменам повторно, истражни механизми, но има органи кои имаат истражни механизми, како што се јавно обвинителство, МВР, финансова полиција, доколку такви сознанија некои постојат, може да се отвори истрага. Изјавата е дадена од директорот Томовски, тоа е нотарска изјава за која што вели дека лицето Власе Танасковски, кој што е управител на ново отворената подружница, не му е блиско лице. Таква изјава воопшто не е дадена за неговиот прв братучет, на чија адреса е регистрирана подружницата. Зошто, например, и такво нешто не е побарано? Значи, не можам од мој аспект да не учествував во делот на донесување на одлуката, ниту сум запознаен со постапката на како течела обработката на предметот. Но од тоа што го видов, значи, се спори давањето на тендерот. Подружницата, пак зборам од мој аспект, не е вклучена во целата постапка за јавна набавка. Тој дава изјава дека фирмата, односно лицето, не е блиско лице негово и комисијата се заснова на тој факт. Значи не може друго да провери. Моја проценка е тоа. Има ли во тековната година, во 2025-та, иницијативи доставени од антикорупцијска до обвинителството за гонење организиран криминал и корупција или до Скопското обвинителство кривични пријави за постапување? Да. Има токму, еве тој податок го имам пред мене, има во 2024 10 и во 2025 8. Значи и во интервјуто кога бев во собрание јас го напоменав тој факт. Комисијата, актуелната комисија има сработено доста предмети и има голем број на иницијативи не само за кривично гонење, за утврдување одговорност и изречено прекршочни санкции. Треба да бидеме повидливи во јавноста, односно да ја презентираме нашата работа во јавноста, почести комуникации со медиумите преку брифинзи, со цел овие иницијативи да ги доловиме до јавноста дека постапуваме и да укажеме на одредени состојби. Но во секој случај да се внимава на презумпцијата на невиност. Значи да кажеме за состојби, но да не наведуваме имиња на лица. Само една споредба, претходната комисија, оваа комисија во 2 години и претходната комисија во првите 2 години, оваа комисија има повеќе иницијативи за поведување постапка за кривично гонење до надлежни обвинителства. Дали тие се прифатени бидејќи во минатиот состав, па тие неретко беа и одбивани? Значи од тоа што имам информација, до сега од тие имаше, мислам дека 3 одговори, од кои една е прифатена,
2 се отфрлени, но овие уште се актуелни, уште се во живи, да речем, се работат. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.